Тури Манџова, вашиот фолклорен ансамбл секоја година организира еден концерт на крајот на првиот месец на годината и годинава ќе биде така. Дали сум во право? Да, оваа година годишниот концерт на фолклорниот ансамбл Тиквеш ќе биде на 1 февруари, сабота, со почеток од 19 часот во големата сала на Дом на култура Кавадарци. Секоја година традиционално го организираме овој годишен концерт на нашиот најголем амбасадор, со право што можам да го наречам, фолклорниот ансамбл Тиквеш Кавадарци. Ова е една многу широка дејност фолклорот, меѓутоа вие со години поред успевате да ја задржите и да го негувате македонскиот фолклор. Дали се задоволни од работата на фолклорот? Фолклорниот ансамбл Тиквеш Кавадарци работи и функционира при Дом на култура Иван Мазов Климе Кавадарци, ја одржува традицијата. Со секоја година се поставуваат нови кореографии, набавка на нови народни носии, гостувања како во Македонија, така и надвор од неа. И со тоа ние фактички ја одржуваме традицијата и работата на нашиот фолклорен ансамбл Тиквеш. Само кратко да ни кажете дали ве поддржува општината во вашите проекти? Да. Општина Кавадарци е најголемиот поддржавач на на дејноста на фолклорниот ансамбл Тиквеш, со тоа што секоја година се одвојуваат средства од буџетот на општина Кавадарци и со право можам да кажам голема благодарност до градоначалникот и советот на општина Кавадарци, кои што издвојуваат средства од буџетот, како што реков, на општина Кавадарци, како за гостувања, така и за набавка на народни носи. Значи минатата година, еве можам да спомнам, 2019 година беа набавени народни носи од кореографијата Пијанец. Оваа година ќе се потрудиме да ги дополниме со нови народни носи, а исто така ќе предвидиме и гостувања на нашиот ансамбл надвор од земјата. Последниве години доста се полага во стручноста и професионализација на ансамблот. Дали сум во право? Да, оваа година имаме ново вработување. Вработивме етнокореолог, нашиот колега Методи Глигоров, кој ќе се потруди за работата на фолклорниот ансамбл Тиквеш да биде подобра и поквалитетна, со поставување на нови кореографии, а тоа не значи дека имаме соработник исто така и Борче Филов, кој што ги води малата и средната група, така да мислам ќе биде комплетна целата постава на нашиот фолклорен ансамбл Тиквеш. Тоше, здраво. Здраво. Убави зборови кажа директорката Тури Манџова за работењето. Мислам дека вие со право се нарекувате амбасадори на Кавадарци на Македонија кога патувате во земјата, па и надвор од земјата. Кажете ми, како сте подготвени за утрешниот концерт? Па вечера имаме генерална проба и мислам дека после вечерашната проба ќе биде се во ред и ќе презентираме во најдобро светло. Само неколку збора да ни кажете колку групи има во ансамблот, како работат групите, како е организирано пробувањето и така. Така, ќе настапат 5 групи. Првиот ансамбл, средната група, малата група и групи што се пред оние 3 постави. Ќе се представиме со 2 нови кореографии и малите групи, средната група и малата група ќе се представат со нешто ново што на претходниот годишен концерт не го играле. Колку ви значи обновата на гардеробата, односно на носиите што ги имате? Долго време овој ансамбл кој постои во рамките на Домот на културата се соочуваше со овој проблем. Сега локалната самоуправа снајде сили, вие исто така како фирма, да го подкренете нивото на ансамблот на професионално ниво. Така, гардеробата е многу битна. Јавна благодарност за градоначалникот и советот на општина Кавадарци, до директорката Јулијана Туриманџова за набавката на носи секоја година, како што кажа директорката, предходната година набавивме една носи од предел Пијанец. Оваа година со заеднички сили се надевам дека ќе набавиме носи од Скопска Блатија, која ни е многу потребна и која се користи во повеќе кореографии. Македонски фолклор, многу тешка одговорна задача имате. Како успевате да го презентирате? Од каде се користите искуства или други податоци? Искуства најмногу собирам од ансамбл Македонија, кај што сум и член, и од ансамбл Танец, кој е државниот ансамбл на Македонија.
Исто од моето школување, од теренски истражувања, како што кажам, би сум дипломиран етнокоролог и имам истражувано на повише предели во Македонија, да не кажам во целиот регион, во цела Македонија. Спомнам многу групи кои работат кај вас. Има ли интерес за играорна секција, за играорниот ансамбл? Има, нашиот ансамбл брои негде околу 100 членови, ако не ги рачунам првиот ансамбл, така да повише од 100 луѓе имаме моментално и се надеваме дека во текот на оваа година ќе се зголеми бројот. Утре вечер имате концерт. Неофицијално слушам дека ви се продадени сите билети, меѓутоа има ли некоја за гледачите што сака да оправат детали? Така, за утрешниот концерт се продадени сите билети, но гледачите, публиката од Кавадарци може да не следи на 13 февруари тука исто во Дом на култура Иван Мазов Климе на концертот на музичко училиште и на 14 февруари на манифестацијата Свети Трифун исто така може да не гледа кавдаречката публика и од страна на плоштадот ќе настапуваме со сите групи. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.